Сега би сакал да го најавам колегата Владимир Трајковски. Тој ќе изнесе за предности и предизвици на користењето на македонскиот јазик во научните списанија, низ примерот на дефектолошка теорија и практика. Како што гледате, тој беше главен и одговорен уредник на Journal of Special Education and Rehabilitation, потоа на Journal of Reattached Therapy and Developmental Diversity и сега е главен и одговорен уредник на Journal of Health and Rehabilitation Sciences од Alma Mater European University од Словенија. Повели Владимир. Ви благодарам, професор Спировски, почитувани колешки и колеги. Само накусо на англиски ќе се обратам до Мери и Катерина. Sorry, Mary and Katerina, because more than 95% of participants are from Macedonia, and because the topic is Macedonian language, I will speak on Macedonian, but all my slides are only in English. And I hope that, especially Katerina, because we were in common country, I hope that she will understand more than 80% of Macedonian language. Исто така, благодарам на професорот Спировски за иницијативата на организација на овој мощен интересен вебинар за употребата на македонскиот јазик во научните списанија од Македонија и за најавата во однос на она што сум го работил. Јас за денеска одбрав да ги дадам предностите и предизвиците со кои што се занимавав од периодот 1997, ќе видите подоцна, до 2017 до моето повлекување од списанието Дефектолошка теорија и практика или Journal of Special Education and Rehabilitation. Бидејќи предходните тројца говорници веќе доста кажа во однос на воведниот дел, јас само тука ќе поминам релативно побрзо. Во првиот дел е вовед, значи, па потоа одам да го представам списанието Дефектолошка и сите наши предизвици и предности кои што ги имавме во тоа време, додека јас бев, и кои што се уште постојат, а постојат и поголеми предизвици од тие што ги имав јас додека го уредував, и на крајот секако заклучици. Секако дека секој јазик е битен во светската научна публицистичка дејност, па така и македонскиот јазик си зазема свое место во заедницата на научни издавачи. Списанијата кои што објавуваат на локален јазик, значи секако дека имаат се уште значајна вредност и покрај тоа што постои огромна предоминација на англискиот јазик. За сите оние кои што се бават со академска работа, за кои што англискиот јазик не е мајчин јазик, публицирањето на англиски може да представува голем предизвик, бидејќи троши повеќе време, често пати таквите трудови се последица, таквите трудови се последица на одбивање заради недоволното познавање на англискиот јазик, бидејќи не е мајчин, или враќање, па праќање на English native speaker, што велат, често сте добивале сигурно вие, бидејќи гледам дека во публиката има доста професори од УКИМ и од другите универзитети, така што претпоставам дека често сте го добивале тоа да го вратите, да го дадете трудот на English native speaker. Исто така, ова може да биде лимит и во можностите за личен и професионален развој, особено за оние кои што не го владеат добро англискиот јазик, а тоа беше посебно за повозрастните генерации од мене професори кои што веќе се во пензија. Морам да признам дека професорот Мирко Спировски е исклучок, и има мали такви исклучоци, како во биомедицинската наука, така и во другите науки, но оние кои што веќе имаат над 75-80 години, многу малку
порано го знае англискиот, можеби се занимава, го знае германскиот или рускиот, или францускиот, малку англискиот јазик, и тоа беше голем проблем. И исто така голем проблем е тоа за нас како држава како Македонија држава со ниска и низок инкам, односно низок до среден инкам, односно низок БДП. Одам натаму, зошто е толку важно да се комуницира на јазици кои што се локални, во нашиот случај македонскиот, затоа што тоа помага на списанијата и на научната заедница кој што не го разбира англискиот или другите странски јазици, подобро да се допре до нив и подобро да ја разберат поентата во поединечни науки на одредени трудови. Значи, исто така, битно е да допре до многу новинари кои што не се бават со наука, за да можат и тие до оние кои што носат одлуки, до практичарите, кои што исто така, особено во моето поле, значи јас сум доктор по медицина, за тие што не знаат, но моментално сум на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет. Особено во почетоците, можеби ќе го напомнам тоа и после кога ќе говорам за списанието, особено во почетоците во 97-та година имаше дефектолози кои што буквално во огромен процент не го говореа и не го разбира англискиот јазик. Така што ќе видите потоа зошто е почнато само на македонски јазик. Кои се импликациите од објавувањето и каква одлука, значи, да се донесе на кој јазик ќе се објавува, многу е значено во која дисциплина е списанието, на која публика се обраќате, значи кој е социоисторискиот контекст на државата. Особено сега, морам малку и политика да внесам, особено сега колку толку многу е нападнат македонскиот јазик од јужниот сосед и од нашиот источен сосед во последните години, може е значено објавувањето на македонски јазик како еден вид на пркос и како еден вид на борба на македонскиот јазик за да истрае. Исто така значаен е достапниот буџет и многу други работи, и одлуката доаѓа од издавачот, се разбира. Во конкретниот случај на дефектолошка теорија и практика издавач е Филозофскиот факултет при УКИМ Скопје. Сега тука има исто така одредени значи кои точки на одлука зависат од кој ние, како што кажав пред малку, на која публика ние се обраќаме и дали се обраќаме на интернационална публика или на локална, на национално ниво, или ги таргетираме и двете, каков е уредувачкиот одбор, дали, ако сакате да поканите рецензент од Америка, дали тој го разбира, сигурно дека не го разбира македонскиот јазик, и како тој ќе ви рецензира, и дали со тоа вие се ограничувате само на рецензенти кои што мора да бидат од Македонија, ако објавувате само на македонски јазик. Истото се однесува и за рецензентите, и за веб страната. Значи, видовме, особено благодарам на професор Спировски што го спомна, OJS, тој Open Journal System ја нуди таа можност за превод на повеќе јазици, меѓу кои на македонскиот, и повеќе за тоа колегата Иво Спировски ќе говори за тие технички аспекти во однос на преводите. Сега конкретно преминувам на она што е најзначајното во однос на моето искуство. Значи, јас ги поминав сите етапи од едиторијал асистент, или, ако сакате, наречете го технички секретар, како сакате, со почетоците тогаш како помлад асистент во 1997 се поклопува моето доаѓање на Филозофскиот факултет и мојот премин од медицинскиот факултет со отварањето, некоја судбина е тоа, со започнувањето на дефектолошка и теорија и практика. Овде го гледате првиот број, издавач Филозофски факултет и Македонската асоциација на специјални едукатори и рехабилитатори, тогаш дефектолози. Првиот главен уредник професор доктор Љупчо Едински, со тенденција почеток на издавање на 4 броја, и целосните трудови беа објавени на македонски со абстракт на англиски во B5 формат,
индексирање во тоа време, 0 датабази, национален уредувачки одбор. За жал, во тоа време не беше толку зрела политиката, дури трудовите одеа и без рецензија, значи во полето на дефектологијата, за разлика од медицината, од кај што доаѓам ја, не се познава толку работите во scientific publishing. И импактот, влијанието, главно национално, многу малку регионално, еве како сето тоа изгледаше. Значи, еден труд тука од дефектолошко стручна научна проблематика на македонски јазик и потоа, да речеме, следува на крајот од трудот следува абстракт на англиски јазик во една колона и така натаму. Значи, во периодот 97-2000 објавени се 11 броеви, со македонски автори 169 трудови, српски автори 29, бугарски 15, словенечки автори 4, англиски автори 2 и норвешки автор 1. Ова анализа правев за овој период лично јас, иако во тоа време не бев главен ниту заменик уредник. Кои се предизвиците? Преведувачите, нека ми простат ако има некој филолошки факултет, но во тоа време воопшто не беа добро обучени, добро, они сигурно го знаеа добро преводот од англиски на македонски, но терминологијата за специјалната едукација и рехабилитација не ја владеа добро, доста скапи преводи и за жал имаше еден проблем да имаше прекин од 2001 до 2003 поради недостаток на финансиски средства кои што требаше да ги вложува државата преку МОН или преку УКИМ. Целосните објавувањето на целосни трудови на македонски јазик едноставно не е разбирливо за странците. Понатаму доаѓа периодот 2004 по таа пауза од 3 години 2008 кога јас сум одбран за заменик главен и одговорен уредник и во тој период се објавени 10 броеви. На моја иницијатива е преминато во А4 формат со целосни трудови и со тој паралелен систем што го кажа во категоризацијата професорот Спировски. Левата колона ќе видите на следниот слайд македонски, десната на англиски. Исто така абстракт на македонски, абстракт на англиски. Во почетоците, додека бев заменик уредник, на моја иницијатива во тој период успеав во 5 бази на податоци да го лично јас да го поднесам и да успееме да добиеме. Започна на моја иницијатива исто така тогаш рецензирањето со двојно слеп метод и влијанието веднаш порасна од национално и регионално на интернационално. Кои беа предизвиците во тој период? Двојни трошоци за превод од англиски на македонски и обратно, двојни трошоци за печатење на хартија, значи ако списанието одеше на еден јазик и ако има 100 страни, вака имаше 200 страни, што е поскапо двојно, и секако дека двојни трошоци за лекторирање на македонски и на англиски јазик. Еве како тоа изгледаше. Во левата колона овде се автори од Германија, во левата на македонски, во десната на англиски јазик и потоа периодот од 2009 и до 2017, кога јас сум одбран за главен и одговорен уредник. Во тој период публикувани се 18 броеви. На моја иницијатива започнуваме во 2009 со Open Access и со онлайн верзијата, може би и втори, да не бидам дека сум нескромен, погрешно сватен, но веднаш по Macedonian Journal of Medical Sciences во тоа време под уредништво на професор Спировски, мислам дека сме втори или еве не и се трети со Open Access и со достапност, пристапност на веб страницата, што дотогаш за македонски услови, значи тоа е период 2009, 2008-2009, кога почнуваат и сите онлайн верзии на списанијата, навистина беше еден пионерски чекор, можеби за светската дефектологија, би кажал, или специјална едукација и рехабилитација мал, но за нас во Македонија огромен чекор. Продолжувам со практиката на двојазичност, на целите трудови, на абстрактите.
А4 формат и во тој 9 годишен период успевам во повеќе од 90 бази на податоци, меѓу кои Scopus уште во првите 2 до 3 години доај да го индексирам, Хинари на Светска здравствена организација, во Урих Periodicals и многу други, да не ги редам. Предизвици, двојни трошоци, веќе напоменав, тешкоти со наоѓање на добри преведувачи и добри лектори, особено на англиски јазик, не мислам на македонски јазик, исто така двојни трошоци за печатење и тука веќе започнуваат новите маки и проблеми и предизвици, високи трошоци за IT експерт или и тие IT експерти кои тогаш почнуваа немаа поим буквално, нека не ми замери Иво Спировски, кој нема буквално поим од што е тоа Open Access Publishing, OJS и така натаму и така натаму. Иако подоцна успеав да го водам и тоа го зборував на неделата на отворен пристап во однос на OJS списанијата од филозофски, меѓу кои го споменав и ова дефектолошка теорија и практика. Значи, еве го, од 8 септември ова е линкот, кој што се уште активен, но за жал тука доаѓаат големите проблеми, ќе ми простите да бидам критичен, од 2018 до 2024 го презема списанието во тоа време доктор Оливера Рашич, доцент или вонреден, не можам да се сетам точно што беше во тој период, не е ни важно, толку успева да објави само еден број и доаѓа до прекин на објавувањето без нови броеви, со губење на индексацијата на Scopus и на многу други релевантни бази. Предизвици за овој период од 2018 до сега, помладите истражувачи и колеги не се доволно, според мене, ова е мој личен став, мотивирани за академско публицирање, недоволно посветени и недоволно ентузијастични колеги за уредување. Овде не влегувам воопшто во анализи на нив како стручњаци, како професори и така натаму, говорам само за едитирање, за да се биде и предизвикот дека без пари немате ни квалитетно списание. Сега она само накусо, бидејќи морам да забрзам кон крајот, абстрактите на локални јазици, ова е изводок од Wordly од оваа година, Lancet воведува абстракти на локални јазици, и тоа е добро, значи се прави превод на абстрактите, и со тоа Lancet смета дека ќе го подобри пристапот и визибилноста на истражувачките трудови кои што ги публицира Lancet, и тоа е одличен потек, бидејќи они сметат дека 98% од рецензираните научни списанија се на англиски и има потреба да допрат до поголема публика. Кои се предизвиците да се публикува на македонски јазик? Културната презервација, објавувањето на македонски јазик помага за промоција на македонскиот јазик и култура, особено за оние кои што го разбираат во регионот македонскиот јазик. Има локална релевантност, секако истражувачите кои публикуваат на македонски можат да бидат повеќе релевантни од останатите и да бидат поразбирливи за одредени, например, наставници и дефектолози кои што работат во основните и средните училишта. Студентите исто така во денешно време добро знаат англиски, но не сум сигурен дека баш сите добро знаат англиски. Исто така има образовен импакт објавувањето на македонски јазик и ја зголемува достапноста, аксесибилноста, односно го прави научното знаење подостапно за сите оние кои што не знаат не разбират и не говорат англиски јазик, со тоа ги редуцира јазичните бариери за македонската популација и за околните држави кои што, според мене, 70-80% Бугарија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина можат да разберат македонски јазик ако се потрудат. Предизвици да се публикува на македонски јазик, ограничен рич, понатаму тешки проблеми со преводот кој што веќе ги напомнав, исто така може проблеми со
ресурсите, со достапните ресурси, со достапните датабази кои што се достапни на македонски јазик. За среќа УКИМ го воведе тој репозиториум на македонски јазик, но сепак тука и НУП треба исто така да преземе одредени чекори напред и исто така професионалниот развој на младите истражувачи може да се соочат со големи предизвици ако само објавуваат на македонски, бидејќи нема да бидат препознаени од интернационалните стручњаци и едноставно, знаете, денеска, еве ќе видиме во заклучок, лингва франка е англискиот јазик за објавување. Значи, покрај сите овие предизвици, користењето на македонскиот јазик во научните списанија може да има значајна корист за локалната заедница и да придонесе за презервација и промоција на македонскиот јазик и македонската култура широм светот. Предходните студии, иако рапортираат, известуваат за зголемена употреба на англиски како лингва франка, во академски цели, тоа е можно значено, но може да биде мал проблем за не англосаксонските истражувачи. Секако студиите покажуваат дека таргетираната научна заедница може да биде клучен фактор во разбирањето и изборот на јазикот за публицирање и на крај може би најважно, иако нема врска конкретно со македонскиот јазик, но има врска со академското публицирање во Македонија, објавувањето на Diamond Open Access писание во држава како што е Македонија со низок до среден БДП е повеќе од сизифовска работа. Јас наискрено ви благодарам за вашето внимание, тука ќе запрам, се надевам дека не пробив многу од 15 минути и се очекувам дека во делот на дискусија ќе има прашања, па тогаш ние со професор Спировски, нели, конципирано беше ова да сите презентираат, па на крајот да следува дискусија. Ви благодарам. Владимир, ти благодарам за прекрасното предавање и да луѓето рентгенски или со магнетна резонанца видат што заправо се случува во заднината на желбите и успесите или неуспесите. Мислам дека тоа може да биде корисно за луѓето сите кои што сакаат да се бават со оваа дејност. Ќе продискутираме подоцна.